почитувам председавач. Може би немаше да се јавам за збор, меѓутоа вака малку да подискутираме со заменик министерот, пошто даде образложение. Ценам дека треба да му нафрлам некој момент кој може да се случи во ситуација кога имаме установи со мешовит капитал. Зошто бараме и таму да се дефинира надоместокот, особено таму, затоа што надоместокот може да биде причина за, ајде вака, подкуп. Едноставно да биде интерес на приватниот капитал да даде големи паушали и сите тие членови да бидат благо наклонети кон приватниот капитал. И тука нормално ќе изгуби државата. Не мора да значи, ова е обична тавтологија, меѓутоа, кога би го дефинирале тој надоместок на членовите кои се представници на државниот, на јавниот капитал, да биде исти како во јавните установи, тогаш едноставно интересот на државата сметаме дека ќе биде позаштитен, односно ќе нема можност за корупција, малверзација и така натаму и така натаму. Тоа беше интенцијата, меѓутоа ќе гласаме за амандманот, ќе видиме каква судбина ќе има. Благодарам, почитувам пратеник. Го останала амандманот